Беше тоа на 12 април 1904 година, кога непосредно по Илинденското востание, со цел да задуши нов евентуален обид на македонското ослободително движење за извојување слобода за Македонија, потпишан е српско-бугарскиот договор за поделба на Македонија. На 12 април 1921 година во селото Бутково Демирхисарско, егејскиот дел на Македонија, е роден Сократ Маркилов, македонски борец. Во Втората светска војна дезертирал од бугарската војска и се придружил на антифашистичкото движење. По војната живеел во градот Петрич, неколку пати е затворен во Бугарија, каде е одлежал 17 години. Маркилов е еден од основачите и најактивните дејци на независната македонска организација Илинден во 1968 година и се до нејзиното откривање во 1973 година, кога е уапсен. Подосна е еден од основачите на ОМО Илинден. Учествува во организацијата на првиот и воедно најмасовен собир на македонците кај Роженскиот манастир во 1990 година. Умира на 4 август 1993 година во Бања Банско, Струмица. Погребан е по негова желба во Петрич. Беше тоа на 12 април 1945 година, кога единиците на Народно-ослободителната војска на Југославија го пробија Сремскиот фронт против германските фашистички единици. Во пробивот на фронтот учествуваше и 15-тиот македонски ударен корпус, кој даде многу жртви за конечното ослободување од фашистичкиот окупатор. Во оваа акција загинале многу македонски партизани. На 12 април 1977 година почина Михо Чакелја, македонски архитект. Чакелја е роден во хрватскиот град Дубровник на 9 јануари 1909 година. По дипломирањето на архитектонскиот одсек на Техничкиот факултет во Белград се доселил во Скопје, каде останал до крајот на својот живот. Освен педагошката работа, развил богата проектантска и урбанистичка активност. Учествувал на повеќе анонимни архитектонски конкурси. Се занимавал и со графички дизајн. Од урбанистичкото проектирање позначени дела му се урбанистичкото решение за културниот спортскиот центар Сарајево Скопје, директивниот план на Гостивар, работничките насоби на рудникот Злетово и зградата на Ибни Пајко, која е изградена во 1938 година. Беше тоа на 12 април 1993 година, кога во Њујорк, меѓу Република Македонија и Република Грција, започнаа преговорите за надминување на несогласувањето околу името Република Македонија и за тоа кое знаме ќе може да биде истакнато пред седиштето на Организацијата на Обединетите нации. На 12 април 2001 година, Собранието на Република Македонија ја ратификува спогодбата за стабилизација и асоциација со Европската Унија. Беше тоа на 12 април 1986 година, кога е роден Блерим Джемаили, швајцарски фудбалер со македонско потекло. Како многу мал ја напуштил Македонија и родното Боговиња и се иселил во Швајцарија заедно со своето семејство. Фудбалската кариера ја започнал во младинските екипи на нисколигашите во Швајцарија. Неговиот талент веднаш бил забележан, па така на 16 години потпишува за фудбалскиот клуб Цирих, каде настапува од 2002 до 2007 година. Во последните 2 години освојува 2 трофеи со својот клуб. Во февруари 2007 потпишал преелиминарен договор со Болтон, каде што играл до 2009 година. Потоа преминува во фудбалскиот клуб Торино, за веднаш потоа да премине и во фудбалскиот клуб Парма. На 12 април 2012 година, на Велики четврток, убиени се 5 мина лица кај Смилковското езеро. Убиените се 4 момчиња на возраст од 18 до 21 година од населбата Радишани. Тоа се Филип Славковски, Александар Накевски, Светаншо Ацевски и Кире Тричковски, како и Борче Стевковски на 45 години од селото Црешово.